Детето сакаше да дојде, што да му речем, не доаѓај. Бога ми немаше ништо да правиме, ќе се седевме. Терорист е, не разбереш терорист. И како ќе им објасниш на луѓето дека ти е другар? Бе, другар ми е, бе, бате. Добро, баш е убаво луѓето на Заза да го цвикнат. Се конам дека и двајцата ќе ги упукам. И Џафхер и Заза. Ќути, ќути. Бате, ги молев. Реков, бате, мамати знае. Ако го сакате фрат, од него барајте го. Бате, неискрено да ти кажам, не те сапат луѓето. Ќути бе. Не поминува твоите лаги. Жми се, Ќути бе, ќути. Лаж го си. Нема да станеш човек. Само грешки правиш. Ма и тие што те тепале погрешиле. Во ред. Еве, почитувани гледачи. Повторно сме заедно со една тема што ќе не потресе. Темата ни е, после долги години поминати во терористичката организација на секаде низ државата на разни задачи, вечерва ни е гостин Хамид Хајва. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Ни кажавте дека ќе зборувате за многу битни работи. Како прво, зошто го одбравте ова време? Долги години размислував да прозборам. Ама навлегов во толку валкани работи што помислив дека на државата ќе ги наштетам и се откажав. Сега различно мислам. Додека ние молчиме, натре во државата ни се спроведува чистење. За какво тоа чистење зборувате? Во еден таков свет бевме што не се знаеше кој работи за државата, кој работи за организацијата. Било да се племенските аги, било да се луѓе кои беа во служба на државата, а работеа за странски организации. Сватете ме како сакате. Ама зборувам за илјадници луѓе кои беа убиени или кои убиваа. Помеѓу тие има и такви кои јас ги убив. Бате, Хамид оди во живо на ТВ. Идиот. Некои тела ги погребавме на исто место. Ако сакате поставените, ќе им ги покажам заедничките групици. И адресата е. И него таму ќе го погребаат, убаво. Некои беа од организацијата, некои кои ни се спротивставија беа државни службеници. На ваша лична иницијатива делувате или добивате наредби? Да, Кој ви наредуваше? без наредба единствено ако лични престапки се убивам. Кажете. Ерсо Елубей, Кашифол, една личност во јавноста позната како Кара. Единствено помеѓу нив. Побарај го Хашим Ага да дојде. Нема да дојде, бате. Ако не доаѓа, кажи му јас ќе дојдам. Бате, има затегнатост. Без затегнатост не можам да дишам. Ниту здив, што зборуваш, бе ти, што зборуваш? Нашиот гост ми кажува дека Јас во уста ќе му пукам на овој. Разузнавачи има заеднички акции. Зошто ќе Шифоглу? Лаже ли? Заедно убивавме, заедно ги извршувавме акциите и Какви странски разузнавачи има вместо работка ние? Ти не соработуваше, ама тие по твоја команда учествуваа. Во што е разликата? ние секогаш заедно действувавме. Секогаш бевме заедно во сите работи. Како и да е, ти си мртов. Чувај си ја земјата. Ако толку сакаш,
И тебе ќе те убијам, ќе шеф обло. Човек ништо да не ти каже. Толку работи слушнав, што цел живот можам да повраќам. И што да му правиме на овој Хамид? Тоа што им го направи на Јашар и на Хашим, нема да го направиме. И само седи си. Организацијата ќе му пресуди на Хамид. Каде ќе одиш? Имам работа. Се приклучите ли во акциите од други региони? Или дестувате во некои други акции? Ако со ова прашање мислите на Што гледате овој јесуит, бе? Ете, не можам да издржам. За сето ова што го кажувам, Абе, како ангелче, направи толку скришни работи, па после дојди и изборувај. Значи, сака да се прчи. И јас сум битен човек, зашто ме заборавивте, темек? Вујче, дојде батоме мати. Ми се ми не достигаше. Колку убаво направи што дојде. Абе, Вујче, ова грботичне ми чини. Изгледа сум се ширал нешто. Ке одам да си легнам, може добро ке ми дојде. Чекај. Бе мати ке ти измасира, одма ке ти помине. Покрај тоа ке ти налее куршун и ке те заштити од уроци. Дојди ме мати, што е со овој Хамед вака? секако дека пред оваа репортажа ги побрав битните луѓе и им ги дадов потребните информации. Не ме маткај со Хамед Мамет. Како тоа вие да го тепате мојот внук? Сега ме мати, твојот внук им дат со погрешни луѓе на погрешно место ако биде. И ако му го скршиш носот, ќе те побарам и ќе ти речем мати здравје на твојата рака и тупаница. Сега види ти размисли мати. Детето може да погреши. Ќе го фатиш за уво и ќе го донесеш кај мене. Без да му го скршиш носот и устата. Мати, Заza е во право. Каква работа има твојот внук со синот на Зара, а? Джефхер не сакај ти го удрил. Те погрешил. И какво е тоа нападење сега на Джефхер? Те нападнаа ли? Мати, со деца ли се споредувам јас, бе? Вие каква работа имате со синот на Зара? Тоа кажете ми го. Мати, организацијата станала држава. Почнаа да ни земаат данок. Ние за Ирлија на државата што рековме? Курбан да заколеме. Јахвер отишол, го земал и го донел овој фарат. Каква работа вртете што ве ода ночија? Правиме трговија од Иран во Ирак. Не среќаваат на пат и бараат данок од нас. Не можете да ја стегнете организацијата, па деца киднапирате. Браво за вас. Ви личи. Ајде, да ве видам, разберете се со организацијата. Сега имам работа. Со тебе после ќе се видиме, Джефер. Абдухей, што бара твојот човек на телевизија? Овој работи и во државата, и во организацијата. Сте ме барале, председателке. Оваа тажна однези ја кај Заза. Никој не треба да знае. Разбирам, председателке. Земи го фрат и дојди. Воедно една екипа да излезе. Уништете го овој издајник. Раскажете повеќе за акцијата. Разбирам, председателке.
до крајот на животот ќе ти бидам благодарен. Не ми се заблагодарувај мене. Кога ќе дојдеш, заблагодари му се на Полатален. Нему, само кога ќе умре ќе му заблагодарам. Не можеш да знаеш од каде доаѓа опасноста и кој стои зад неа. Не те познав, ќе си речем дека се плашиш од секој и од сешто. Тоа што не го знам, тоа што не го гледам, од тоа се плашам јас. А и ти плаши се. Утре вечер, нова цел на Нишан во Долина на волците.